камења по една владеачка гарнитура, било од која да е дали едното другото, дека ете тоа е начинот на кој што се прават пари, а сепак факт е дека се направени огромен број на реформи токму во овој контекст, во овој аспект, да тоа не може да се случува. Што точно се е преземено, што е направено? Системот за јавни набавки е комплексен систем во кој што функционираат повеќе институции. Во 2005 година е формирано Бирото за јавни набавки, кое што добива статус на посебно правно лице во 2009 година. Покрај Бирото за јавни набавки, кој што е една од централните институции кој што во континуитет добива нови надлежности, од поново време постои Советот за јавни набавки. Сите овие институции заедно со законската рамка имаат за цел да обезбедат транспарентност и интегритет во процесот во спроведувањето на јавни набавки. Она што е карактеристично во однос на Бирото за јавни набавки е дека дел од неговите надлежности се однесуваат на унапредувањето на човечките капацитети за спроведување на процесот за јавни набавки, и Бирото за јавни набавки има улога да ги сертифицира сите оние кои што ги спроведуваат јавните набавки, и тоа е од посебно значење како за договорните органи, така и за економските оператори. Покрај ова, Македонија е еден од пионерите во спроведување на системот на електронски јавни набавки. Согласно на планот до 2018 година, речиси целокупниот систем на јавни набавки ќе се спроведува по електронски пат. Електронските јавни набавки придонесуваат за зголемување на транспарентноста на самиот процес, од проста причина што економските оператори имаат пристап до сите информации кои што се поврзани со овој процес. Понатаму воведено е така наречено тендерско досие, со што значително се намалени трошоците кои што економските оператори ги имаат, и воедно и пристапот на економските оператори до сите информации кои што се неопходни за спроведување на тендерскиот процес, а и исто така е зајакнат и целокупниот процес на жалбите кои што се спроведуваат по основ на јавни набавки преку постоење на специјализирана комисија која што одлучува по основ на жалби од јавни набавки. Сето ова придонесува за постоење на еден систем за јавни набавки кој што е навистина транспарентен и кој што има соодветен интегритет, зашто и сите релевантни институции се имаат искажано на еден позитивен начин. Значи ништо не може да пројде мимо Бирото за јавни набавки, се оди преку нив, а со самиот факт што електронски се најголемиот дел од јавните набавки станува траки, не може ништо да се лажира, се гледа се. Основната цел во целокупниот во воспоставувањето на системот за јавни набавки, како и во голем број други институции, е управувањето со ризикот, односно минимизирање на ризикот од воспоставување на коруптивни практики. Секогаш постои определен субјективизам, меѓутоа целта на воспоставениот систем е да се минимизира максимално можноста за манипулации со процесот на јавни набавки. И сега ако споредиме каде е светот, каде е Европа, каде сме ние, колку сме успеале во тоа, каков е системот на јавни набавки во однос на праксата и законите во Европа и во светот? Кога говориме за законската регулатива, треба да се истакне дека Законот за јавни набавки почнува да се применува од јануари 2008 година. Најголемиот дел од директивите кои што се однесуваат на јавните набавки на Европската Унија се транспонирани во нашата регулатива. Тоа се впрочем и обврски кои што Република Македонија ги има во процесот на асоциација и стабилизација. Исто така, позитивно во однос на нашата регулатива се имаат искажувано и Светската банка и Европската банка за обнова и развој. Се разбира дека процесот на унапредување на законодавството не завршува еднаш за секогаш, и нормално е дека со интензивирање на процесот на приближување кон Европската Унија можно е да има и нови директиви кои што ќе се имплементираат во законодавството или истото и понатаму да се унапредува. За да се оди на подобро, нели секогаш може подобро, нормално. Меѓутоа факт е дека јавните набавки се користат и за политичко поентирање. Некогаш дали може да ве замолам да ми направите една паралела каков е системот на јавни набавки сега и каков бил да речеме пред 10 години? Од аспект на
на транспарентност, од аспект на просторот за коруптивни практики, речиси да не постои споредба помеѓу постоечкиот систем на јавни набавки и оној систем кој што го имавме пред 10 години во Република Македонија. Тогаш експертите велеа дека е каша попара, дека не се знае ништо што се случува, дека сега е тоа законски уредено се. Тогаш најголем дел од јавните набавки беа објавувани во исклучиво во хартиена форма, во службен весник. Транспарентноста беше на многу пониско ниво. Денеска имаме електронски систем на јавни набавки, каде што имаме многу детални податоци во однос на спроведените јавни набавки, кои се економските оператори кои што ги добиле јавните набавки, колкав износот на јавната набавка. Буквално сите податоци се транспарентни и истите може да се најдат на електронскиот систем на Бирото за јавни набавки. Ваквата транспарентност, впрочем, им овозможува и како на новинарите, така и на бројните невладини организации да изготвуваат различни извештаи кои што се однесуваат на процесот за јавни набавки. Да не говориме и за подобрувањето на капацитетите како во рамките на Бирото, на вработените во Бирото за јавни набавки, така и на сите оние кои што се инволвирани во процесот на јавни набавки преку воспоставување на процес на сертификација, што подразбира определено минимално стандардно знаење кои што треба да го поседуваат сите оние лица во договорните органи кои што го спроведуваат овој процес. Веќе споменав и за можностите за жалба по основ на јавни набавки, со што имаме повисок степен на професионалност и во процесот на одлучување по основ на овие жалби. Би сакал да истакнам дека голем придонес во целокупниот процес на реформа на системот за јавни набавки имаше и Американската агенција за меѓународен развој и USAID преку проектот за електронска влада и преку низа други проекти, преку кои што се овозможи не само јакнење на капацитетите, туку се придонесе и за зголемување на транспарентноста на процесот на јавни набавки, интегритетот на целокупниот процес, како и воспоставувањето на електронскиот систем за јавни набавки, кој што е еден од понапредните во регионот. Колку е сведено на минимум човечкиот фактор, односно колку можеме да бидеме сигурни дека човечкиот фактор вработените не може да бидат толку многу субјективни, постои одговорност, претпоставувам? Законот предвидува ригорозни казни кои што се однесуваат за евентуалното прекршување на процесот на јавни набавки, што секако се дестимулативни за сите оние кои што размислуваат во погрешна насока. Ќе си одговара секој за тоа што ќе го направи, така? Апсолутно. Морам да ве прашам, ќе ме извините што ќе ве ставам во оваа ситуација, меѓутоа за нас заработените во телевизија Нова деновиве актуелно притворот, одредениот притвор за нашиот собственик Сејат Кучан, токму за еден тендер, да речеме за јавна набавка, нешто што е било потребно на државата. Па сакав еве да ми искоментирате целата оваа ситуација. Овој тендер исто така бил јавен тендер, исто така имало комисии, исто така како оди процедурата и колку собственикот на ТВ Нова Сејат Кучан би можел да биде инволвиран за тоа што го прозиваат, бидејќи правниците велат дека случајот не држи. Треба да се разгледаат внимателно сите аргументи кои што се однесуваат на целокупниот процес и на соодветен начин да се оцени доколку постои одговорност евентуално и од страна на економскиот оператор и од страна на договорниот орган во целокупниот процес и врз основа на тоа да се констатира дали имаме прекршување или немаме прекршување на законот, дали постои некаква штета која што е нанесена на државата или на договорниот орган кој што го распишувал тој тендер. Според информациите, штета не е направена затоа што работата е завршена, доставиме нели правниците да говорат за тоа. Дали може да ми искоментирате целата оваа ситуација околу ова што се случува? Многумина велат дека токму ова е притисок и врз медиумот, телевизија Нова и упатување порака ете дека сите ќе отидете во затвор ако поддржувате она што нам не се допаѓа. Јас лично верувам во две работи кои што треба да представуваат основен двигател на македонското општество. Тоа представуваат пазарната економија, значи слободна пазарна економија, и втората е демократијата. Сметам дека медиумите имаат многу важна улога во транспарентноста во рамките на едно општество и посебно треба да се води сметка на заштитата на интегритетот на сите оние кои што работат во медиумите, се со цел да се обезбеди објективно информирање на јавноста и граѓаните во Република Македонија.
Господин Миновски, ви благодарам за гостувањето во вестите на телевизија Нова и што ни објаснивте како оди принципот со јавни набавки. Како што кажете, вие секогаш може подобро, но добро е да се знае дека сме на многу добар пат и сега, односно дека сме веќе на едно ниво, на еден стандард, каде што јавните набавки се како што треба во Македонија, така. Ви благодарам за поканата. Со гостувањето господин Миновски ќе го заокружиме овој краток преглед на вестите, затоа што веднаш понас следува отворено студио аргументи вечерва со колегата Љубиша Николовски. Останете во фреквенцијата на телевизија Нова.